Многу често се случува да слушнеме или да видиме дека некој сторител испуштил, сакајќи или не, непрочистени отпадни води во река или езеро. Во поголемиот број на случаи тоа се чинители од индустријата, рударството, но да не го намалиме уделот на отпадните води од населените места од канализационите мрежи од домаќинствата, фрлениот отпад на бреговите, директниот однес на фекалиите од свињарските фарми и слично. Се испуштаат отпадни води, непрочистени, односно без никаков третман, со што се предизвикуваат еколошки катастрофи. Значи, отпадните води се категоризираат најпрво у неколку категории според изборот на станување. Значи, можат да бидат од домаќинството, од индустријата, комерцијални извори, меѓутоа исто и составот на отпадните води од домаќинствата па зависи од економски, географски фактори, какви било услови кои ги имаат граѓаните, а во индустриските отпадни води може да се најдат супстанции од суровините кои што ги произведуваат, од готовите производи кои што ги произведуваат. Не само во Велес и во другите градови во Македонија, обично сите тие води од сите извори на настанување се канализираат во една канализација. Македонија има законска регулатива за отпадните води која што бара на одреден период да се направат хемиски анализи. Според некои истражувања дојдено е до сознание дека постои пракса на неказнување или прогледување низ прсти на оние кои испуштаат отпадни води со или без дозвола, без да ги прочистат. Во индустријата неправилното испуштање на отпадните води по директен или индиректен пат допринесува за намалување на кислородот, што е пак причинител за биолошката разноличност, за уништувањето на рибниот и животинскиот свет. Во голем број случаи загадувањето е речиси невидливо, бидејќи супстанциите се растворени во големи количини вода. Мирис не е присутен, но со анализа се установило дека има и концентрации на олово, кадмиум, жива, фосфати, нафтени деривати кои негативно влијаат врз флората и фауната, но и врз здравјето на луѓето. Најчесто реагираме кога ќе видиме нафтени дамки во водата, кога е неприродно заматена или запенета. Надлежните институции мораат да ги спроведуваат своите законски пропишани прво обврски, а второ, од составот на индустриските отпадни води лесно може да се види кој е всушност предизвикувачот на таквото загадување. И нормално дека од составот на индустриските води може да се види каква штета предизвикува, ако воопшто не се гледа, зборуваме надворешно, каква штета ќе предизвикува не само на водите каде што се влива или излива, не е важно, и на животниот свет, а и на природата воопшто. Непрочистените отпадни води од урбаната средина од домаќинствата доведува до микробиолошко загадување на водите со бактерии, паразити и микроорганизми кои можат да предизвикаат болести кај човекот и животинскиот свет. Јавните комунални предпријатија во своите канализацијски системи испуштаат индустријски води покрај урбаната и комуналната канализација. Употребата на детергенти и разни хемикалии преку необработената вода низ канализацијата директно оди во реките. Многу често се фрла отпад на бреговите, кој при поголеми врнежи или висок водостој допринесува за загадување на водите. Неретко се наоѓаат и испусти на свињарски фарми, кои директно го изфрлаат изметот, кој при поголеми концентрации е ковен по рибите и останатиот животински свет. Сите оние кои испуштаат непрочистени штетни материи директно во отеците и езерата треба да бидат евидентирани. Потребен е регистар на загадувачи. Со точна евиденција ќе се дојде до податоци кој и колку загадува, колку и дали воопшто се врши, каков и да е третман на отпадните води пред нивното испуштање. Податоците да бидат јавно достапни, загадувачите да подлежат на санкции и казните да не бидат символични. Инспекцијските служби да се на терен. Да се обезбедат мерење и анализа колку и каква вода се црпи од реките. Истото да се повтори со враќањето, со каков квалитет употребената вода се враќа назад во водотеците и езерата.